најубавиот дел од годината, Шанкот повторно е заедно со вас, или на Шанк повторно сме со вас во едно празнично издание и затоа велам уште од сам старт, јас ќе си наздравам со вино, за да можам да ве потсетам дека убавите моменти, убавото време се поминува со добро вино и со луѓе кои ве сакаат. Но, што е најважно во овој период од годината? Дека кога ќе пиете малку отпојќе вино и алкохол, ќе ве боли глава и ќе имате мамурлак. Затоа ви е потребно добро и квалитетно кафе, за да може да ви даде енергија за периодот кој следува, за сите новогодишни журки, забави и прослави и за тој ден кога ќе се разбудите и нема да ви се станува од кревет. Моите пријатели го имаат кафето за сите пригоди и прилики во теков на овој период од годината, за сила. И најмногу сила во овој период од годината ви треба во кревет кога водите љубов. Овдека, освен тоа што препорачуваме кафе, препорачуваме и презервативи, да си бидете сигурни. Значи, за да не мора да го вадите на време, нека си постои, нека му биде убаво на вашиот партнер, меѓутоа заштитени. Ова овде се презервативите на моите пријатели, по сечи вкус, мерка и избор, одберете си сами што ви е потребно, во што уживате вие. Не ви навлагам во приватни детали, само ве советувам. Немам завршено уште пред да започнеме со емисијава. Празниците се убав повод за подарок и убав повод да се подновите. Јас сум повеќе за подарок и дефинитивно чекам од моите пријатели новата Hyundai Elantra да ми ја паркирате пред врата, што има врска што не знам да возам. Нека стои да пред врата, да ја имам. Ако сакате да имате и вие оваа елегантна кола, овој елегантен автомобил по супер цена, од која дефинитивно ќе ви се сврти во глава, веднаш јавете се и закажете тест драйв и видете колата. И запаметете, тест драйв се прави секогаш, затоа што ни кола, ни жена не се купуваат без тест драйв. Драги мои, јас започнувам со дружењето на Шанк. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Една од најубавите македонки во студиото денес на Шанк. Слободно го кажувам ова, јас на секој интервју го кажувам ова и си стојам зад збора, затоа што е пејачка која го одзема здивот на машката публика и ме почнава да се немојно да додредате. Дами и господа, Викторија Лоба, добре ми дојде. Добре те најдов. Тешко се најдовме, ама на крај се најдовме. Не сега драги мои, секогаш започнуваме со вино на почетокот, ама дека јас и ти празнично тешко се најдовме. Вино во доправа од нашите пријатели стига, така да ја и ти ке се загрееме сега вака на сува, што би се рекло. Ние сме расположени без виното, празнично. Да, празнично. Ама сега кога ќе ни стигне и вино, кога ќе почнеме, цела вечер ќе ни легне и муабетот, така. Секогаш велам најатрактивната и со факти можам да го поддржам тоа. Оние интервјуи кои сум ги правила со тебе се најгледани на YouTube. Значи бројката отскокнува. И на твоите настапи секогаш има публика од жени околу мене кои коментираат за твојата убавина и атрактивност. Ова ти го кажувам од се срце. Да, па една од доблестите на мојата професија е што можам и да имам добра комуникација со жени и да ги мотивирам на некој начин во моите песни. И исто така сакам и да се дружам со нив на мои настапи приватно. Мислам, ги сакам жени, така да кажам. И најголем комплимент е жена која ќе ти рече дека си убав, ја мислам. Маше полесно да импресионираш, не знам, така јам чувствувам, па жена да, потешко. Сигурно, па добро, види жената, веројатно можеш да ја импресионираш со искреност и со некои позитивни женски емоции. Да, не можеш да се разголиш и ми мажат готово и најдобра си, нема подобра. Да, и таа кога ќе го стекнеш вниманието на жената, нели дружбата, веќе знаеш дека тоа е искрено. На твоите почетоци во Midnight кога пееше, уште знам се сеќавам и кога разбрав дека имаш руско потекло и знам прва реакција беше русинки ве на расторија колку се убави. Така да. Инаку во Midnight ја запознав и мојата најдобра другарка сега, вака буквално ја запознав на настап. Ме замоли дали може да седне за тоа што правела операција, малку да одмори. Јас нормално реков седни. Направивме муабет и еве со тек на годините веќе ми е најдобра другарка Ана, да ја поздравам. Ана, поздрав до тебе. Гледаш, ја не поборав да седнам до Викторија, ама еднаш го имам вака микрофонот, го имам фатено да се подправам, претирано со пиење. Колку е искрена, значи. И ова возбудување, извини девојче, ќе сакаш ли да се подпреш на ништо друго?
Ој Вики е фина, она не може да ти рече. Немојте вино да ни носите, нема потреба. Шо правиш без жена, зашо се клатиш на микрофонот, треба да пеам. Мал прекин во студио, размеште одма тука домаќински, празнично, со Вики се сме средиле тата мата. И најважно сини Па да се види, ако не видат прво не средено, па после средено, нема да знаат како е сега средено. може да не видат без вина и со вина и да видат дека ние сме тие луѓе сме си истите. Ајде да наздравиме. Добре ми дојде, нека е зубаво зарно. Доброто најдов Ивана. Добро што ме најде. Нека 2017 ни биде убава година, Вики. И јас така се надевам. Да го пробаш да ми кажеш за винцево како ќе се допадне. Многу сакам му ехо овако чаша прамуавет. Секоја емисија прамицата грешка. Бенисова? Одлично е виното. Те бендисват. Да, јас сакам црвено вино. Сега пиеме вранес, квалитетно суво црвено вино со изразена рубин црвена боја и виолетови нијанси, арома на шумски плодови, зрнесто овошје, богат екстракт и мек кадифен завршеток на температура од 14 до 18 степени, така да нема се жали Точно дека е ладно. Да. Таа температура сме ради виното. Така. И печено месо и дивеч, после тоа те носам. Тоа после. После те носам. Пази што си рекла. Колку пари беше златен дивеч у кафана у Скопје, а е кредит да подигна. Исто како со такси кога се возам. Океј, следното прашање што пред да правиме усврт со пауза со вино, ми беше заштитниот знак твојата руса коса, по која сите те запаметивме, а сега ми ја собираш во последно време цело време. Дури за карање ми, онака како толку убава коса, шо преш? Менуваш имидж ништо, не сакаш веќе да бидеш препознатлива со тој стил или... Па добро, не знам, обично сакам да ја собирам Дека немам клемпави уши, сакам да ја собирам косата. Не. Па и тоа е една причина. Еве видете. Не, едноставно така убаво ми идеја да убаво се чувствувам кога ќе ја соберам косата. А и така, не знам, негде прочитав пуштена коса ја црпи енергијата од жените да ја собираат косата кога идат на публика. Се шалам. Нормално. Мене ми одговара кога ми е мрсна цело време така собирам ми одговара ако така енергијата тама. Мене не ми е мрсна, Не. али меѓутоа последниот А бањата ни дојде во емисија. тренд го виде, последниот тренд на Со мрсна Fashion коса, да. Week се сите со мрсна Да, коса. да, јас се израдував многу за Се тоа. израдував. Многу се израдував луѓе. Ептин и дуба ми дојде. Се шегувам. Океј, сега веќе сериозно. Малку би кажала кратка пауза имаш помеѓу вадењето на видеозаписи и музичко творештво. На што се должи тоа и на што ќе не изненадиш, на што ќе се посветиш во новава година? Па добро, веќе осеќам и од другите колеги дека не вадат толку редовно песни и со видеозаписи комплет. И верувам дека тоа се должи од еден аспект на финанси и неможност така да ги пласираме истите видеа тука во нашата држава. Посебно сега, да, во Посебно сите- сега, да, единствениот Кога се забранува извор ни е- музика. Единствениот извор начин ни е YouTube и тоа е тоа. Меѓутоа, уште една причина е верувам дека сите сакаме да направиме нешто поквалитетно, не да ги штанцаме песните и видеоспотовите. Не се до толку некои скапа сума, доколку нели би се заработувало убаво и од музиката кај нас. Меѓутоа, верувам дека сакаат сите да направат нешто едно и квалитетно и јас сум за тоа. Мислам дека не треба да вадиме така на секој месец по една песна, али дека е убаво да тоа да биде убаво склопено и подобро 2-3 песни годишно да излезат со убав квалитет на видеозапис, со убава идеја. Како што сакаш ти да Так, биде така, да, во твој стил. Да. Добра, а дали еве ако веќе нели кажуваш на тоа се концентрираш, но настапите имам чувство дека во Скопје и тие ги намали. Кога сакам да те побарам каде настапуваш, тешко можам да те најдам. Објасни ми го тој дел, ајде, ова јасно. Добро, во Скопје не настапувам веќе подолго време, доста подолго време, неколку години. А инаку беше Да, инаку добро тоа беше, да речем, некој почеток на мојата кариера каде што убаво ми беше, бе, секаде убаво ми беше сум доаѓал, убаво беше. Па убаво беше затоа што имаше и некој ноќен живот во Скопје. Моментално ноќниот живот во Скопје се сведе на ништо. На ништо, така. И единствено во Скопје настапувам или на приватна забава,
или на некое отварање на некој кафич, на некој роден ден на кафич, дискотека и така натаму. За некој посебен празник, да кажам, или некое посебно случување, за приватни забави исто така на компаниите. Тоа се моите настапи во Скопје. Додека во Македонија настапам низ цела Македонија по сите дискотеки. Да, тоа веќе го знам, дека мене беше баш моето тона, дека порано се сеќам секогаш сум те фалела како успеваш еден човек, си се снаоѓа, веќе застанува на сцена, пушташ, правиш атмосфера и тој дел веќе го снема, ама убаво велиш, нема ноќен живот и нема човек мотивација за да нешто направи, јас би рекла, буквално. Што се однесува до концерти, настапи на концерти, последното нешто што го паметам беше светкавиот фустан на твојот последен настап, а концертот беше Скопски фестивал, така, ова Скандалов што излезе. Кој фестивал беше? Скопски, веројатно. Скопски, така беше, не, да. Макфест беше последното. Да, јас тогаш те паметам дека цела сала очекуваше како ќе излезеш. Излезе со весела песна, со сценографија, со облека си спремно, во твој стил. Сега концерти немаме моментално, меѓутоа претпоставувам дека ако би имала, си човек што се нафаќа да биде дел од таква манифестација. И покрај сите скандали што секогаш ги следат концерти кај нас неизбежни. Добре, што се однесува до хуманитарни настани, јас сум секогаш прва таа која што се појавува, иако има случаи мои колеги да не доаѓаат, да не го испочитуваат тоа. И јас, мене ми е многу крива, да кажем, за таа работа, затоа што не е важно колку е мал, колку е добро организиран тој настан, е од хуманитарен аспект и секако ќе направиш добрина, без разлика колку средства ќе се соберат. Тоа е, да кажеме, должност е на еден артист, да се појави на публиката, да и го даде тоа и да помогне на некој детенце и така натаму. Точно, во права си Сусана. Што се однесува на некако мислев дека ќе тргнеш и на отварање на твојата музичка кариера надвор од Македонија, ама уште не го направи тој чекор. Добро, уште не сум стара. Тама работа да си стара, охо, да си удам одма ако си стара. Чекајте. Но, еве, очекував, например, Русија очекував, дека тој јазик не ти е проблем. Очекував Србија. Ниеден јазик не е проблем, верувај, ниеден јазик не е проблем за песна. Јас пеам, знаеш, и на португалски, шпански, англиски, руски, турски, на сите буквално јазици можам да испеам песна, затоа што секој што е музичар има слух и веројатно многу полесно може да го прочита текстот, да го осети на гласокот. И тоа не е некој проблем за нас да испееме песна на странски јазик. Многу е потешко да најдеме луѓе кои што ќе можат да не испромовираат во тие другите држави и вистински луѓе секогаш ќе се најдат, меѓутоа вистинските луѓе. И така натаму верувам дека јас еве ќе најдам и вистински соработници со менаџер. Не, во моментов не сум. Не. Така, тешко е сам да се менаџираш или? Во Македонија не е тешко. Не е тешко. Сусема си добро, ние сме мала држава, сите се знаеме меѓу себе. А и си независна, силна жена, од секогаш така те познавам. Па добро, уште не сум сретнала некој човек кој што ќе можам јас да го слушам, а не тој мене да ме слуша. И после зашто не е мажена, име зашто не е мажена. Да. Затоа и ја не сум мажена. Многу тешко стекнувам авторитет, некој да го доживам како авторитет. И ета, за жал уште, верувам дека има некој здравје. На здравје. За авторитетите. На здравје. Се науѓаат маши, ако не, тука е шанка, ќе си поседиме. Не бега. Ај сега малце на повисела тема дека сме празници, празнична емисија. Ги сакаш и празниците во овој период од годината, што најмногу сакаш да правиш? Сега знаеме Божик, најголемите. Најмногу ја сакам руската салата, мислам да се разбере. Бој човек. Кифличиња и руска салата. Разбира, да. И кифличиња, нормално, руска салата. Сите салати што ги правиме, крем салати за Нова година и после, нели, за Божик. И после си имаш за јадење, да. Да, не знам, ги сакам воопшто празниците, затоа што се собираме со семејството, идеме на гости еден кај друг, тоа ми е онака баш период кога сме послободни од работа, сите земаат по некој недела дена одмор и си се гледаме меѓусебно, еве да најдеме една недела во годината да се видиме арно. Што те асоцира најмногу празник?
Па празник на детство ме асоцира. А од овие Елка, Снешко, што ти е омилено за празниците? Сега ќе видиш и душа да прашувам, само бирај Елка, Снешко. Омилено е Елса, последни години Елса е синоним за нова година, за зима. Сега сакам Вики да измотретирам да ми нацрта нешто новогодишно. Да, ама што е предизвикот? Предизвикот е ќе ти дадам еден маркер. Предизвикот е да со затворени очи да го црташ. Јас ќе ти ја Нема одржам проблем. табличот. Ти затвараш очи и да ги видиме твоите дизајнерски Може да го држам способности. или не? Јас Така. вака ќе ти го А држам. мораш така? Како ти е Мора полесно? така? Како не, како ти е полесно тебе? Само да видиме. Мора со затворени очи. Мораш со затворените. Што црташ? Појма немам. Што треба да биде Елса? Елка. Ке ми се потпишеш. Чекај, Ова море ни вака. останува овде. Звезда една. Убаво, знаеш дека убава е нацрта? Па не е толку лоша. Па и не е толку лошо. Ја можам да ги извадам лекиве моментално и така не гледам без нив и да цртам. Сега празнично ги тирам густе баш овој ден, брат, ова ми е станува успомен на тебе. Супер. И другиот дел, ако си ми ја гледала емисијата, секогаш ги малтретирам сите што ми дајат на шанк, тест за искреност. Ова е твоето Сега табличе. тој дел. Многу сум разиграна пред Значи празниците. сум и не сум, добро. Дали не си лесни се прашања, сега не е нешто комплицирано, Не само знам, да си не ги знам, најдам. да. Слободно Тоа може да после се напиеш емисија ќе се винце во виното разбереме. е вестината. Да. Од двајте најдов си уште вака да ми правиш. Еќе, ајде Ивана, ајде Вики. Се спремам, оти јас ќе одговарам со тебе. Да ни речем, нисум држелюбива. Никогаш не сум била пијана за празници. Многу сум горда. Редовно се, затоа се празници, ако сега не се Да. опуштиш, Па кога? кога да се опуштиш? Добро, последно време работам за празници, така да Не си била. меѓутоа И се ја работам, сеќавам кога сум била. и ја работам за празници. Никогаш не сум јадела од новогодишно пакетче кое не е мое. Брат ми може да ви каже. Детето се чудеше чоколади, кај му се по дома. Никогаш не сум се здебелила за време на празници. И ти? Yes. Јас тоа Hello. кој не се дебеле. Никогаш не сум го преспала цел ден. Нели? Многу ми се допаја вака. Да се позитивно Да, не ми е- одговараме. Уопште Да. Никогаш не сум заборавила текст на песна. Многу се нервирам кога пеам Се некоја случува. твоја песна и ти ќе ми го згрешиш текстот дека Да. пееш само на песна, се нервирам. И јас се нервирам. Никогаш не сум верувала во Дедо Мраз. Не сум. Не сум верувала во Дедо Мраз. Па не знам. Може вака да вртиш ако не сум Да. не верувала во Дедо Мраз. Сум верувала, ама Успеав да ги многу начекам. многу на време сватив дека не постои. Ја на време, знаеш што сватив на време, сватив дека не постои Дедо Мраз, не сватив на време дека постои принцот. Тоа не сватив на време дека нема принц. И никогаш не сум спијала за време на дочек на Нова година или додека било Нова година. Како дете сум спиела си. А сега како возрастна, пред 2 години си ја приспав Нова година, не си? Ама на се пари дека славеа другите Нова година. Ама тоа од после. дека Тоа од после. Ја прослави, после си продолжи. многу пеев и заспав на Сепари, се сеќам дека некој ме тушкаше како стани Нова година, си честитаме и не стана. Ама си купив од оние прскалките што прскаат као демек и тие запалија прскалката. И јас станав у целото тоа многу пеење, изморена од пеењето и застана со прскалкана, ќе запалев 20 луѓе ми, ај легни пак на Сепари, те Легни молам, си, ние не ќе мора. прославиме Нова година, окей. Во ред. Окей, изигравме толку со тебе, Ој, ти па се не се заиграш. тешки, не се тешки. Па не, се не ќе ја да се бркам за дечковци да те прашувам за такви работи. Љубовно поле? 5 таблички, се шигувам. Сакаш да правиме муабет за љубовно поле или не? Па со табличка може. Дека е полесно. Па, а слика да ставиш Добро. вака? Што ти е омилен подарок за прсниците да помогнеме на ние заљубени парови? Што би сакала ти да добиеш од човек кој го сакаш? И што мислиш дека треба мене да ми подари, например, дечко? Та јас мислам дека и тебе и мене некој треба iWatch да ни подари. Може, нели? Може. И И тоа црно исклучиво. и еден батлер сакам. Што е? Батлер. Батлер.
Батлер, бе, батлер, за А, подома. батлер? Батлер. Да ти подари батлер? Батлер. Или он да биде батлер? Ако сака, уште по За време на празниците. Може да ме служи. Со вино. Со вино, нормално, најубавото вино. За ете, батлерот. гледаш? Да. За батлерот му. Добре, ја триков дека ќе се најдем умове. Минута молка. Да, и зајавач се најдовме. Многу е лошо што и двете зборуваме и не можеме кога да стигнеме да си пиеме винцево, винцево е многу убаво. Требаше претходно да си да напиеме. Да, патување ништо што направиш за празниците, планови имаш, немаш, тука ќе бидеш, каде најчесто? После празниците, патувањата ќе ги оставам за после празниците, нормално скијање и посета на мојата родна Русија. Да, во Русија ќе си одиш убаво. Ќе Путин да ми го земам. поздравиш. Путин да го поздравиш. Ако си зајде. А имаш никада било на настан во близина на Путин? Бидено? Прашање во бе, ама нема врска да знам. Ни стварно имаш? Сериозно прашам, не си била? Не, баш би најблиску до него сум била кога сум била на Црвен плоштад во Кремљ внатре. Меѓутоа, нели едно време беше забрането, па после Не го сум била пуштаа. на таму да ти кажам. Јас бев во времето кога беше забрането да се шетае внатре во Кремљ. И влагав преку агенција, како туристи, нели, и така не шета. И тоа се случуваше, многу ретко можеше да се до таков момент да прошеташ нели внатре во Кремљ и тогаш најблиску сум била, за жал. Меѓутоа верувам дека сигурно ќе го запознам никогаш. Ама се служуваш со мене дека е една од најсексипилните мажи на денешнина. Па интелектуално да, јас мислам дека вака Лова сака високи мажи по муабето. Ти реков ја ги исчапкам не, информација. ова сака мажи. Маж. Абе, ако Путин не ти е маж, да, стави да си утре. Не, Путин е баш маж. Точно маж. Се шегувам. Да. Не, сега да не го налютиме, ќе го викнеме Јоце, ќе го викнеме сега за кратко, он ќе го отвори шампањското, па затоа реков да не го налютиме и он не е маш убав таков дотеран среден скоцкан. Не личи на Путин, ама добро. Не личи, има коса уште. Не му е падната косата. Се шегувам. Одиме со джингл и Јоце Панов да го пукнеме шампањско, да прославиме, да направиме муабет. Ајде. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. И празнично расположени во студиото на Шанк, дами и господа, Јоце Панов. Добре ми дојде. Добро ве најдов. Цело време си ми на релација Србија, Скопје, Охрид. Како другата е релацијава сега, не знам Приштина. точно. Приштина. Кај на друго место одиш? Секаде Загреб. Се пишавме баш за гостување да се договориме и бум 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 бум. Многу информации ми даде наеднаш, си викам Јоце. Не си ми поканила, работи. значи. Како се договоривме? Се Се шал. договоривме, правиме уште едно, Уште затоа една. што ова е Многу празнично. има, да, многу има. Многу има за Не моје можам да прајање. кажам се, да. Точно и ова е празнично и правиме онака го тучкаме, го собирам. Прво, моето прво прашање за празниците, шо правиш, бркаш женски, работиш? Немам време. Како бе немаш време Многу Јоце, за работа, празници? Многу работа. Многу работиш? Да Пеам. не ти даваме кондоми на крај? Пеам да се... Тоа може. Работиш, Као така? балони, ски си ги пуштам, да. Ако балони ги Да. пушташ. Ајде. Полно со хелиум и на срки ги пуштам вака да летаат. Шега на страна, нова песна имаш и нов Да. видеозапис. Да. Зашто станува збор? Ало бре, српска верзија. Кој знае каде си, македонска верзија се вика. Добро. Комплетен автор сум јас. Освен македонската верзија, текстот го напиша Блаже Темелков. Инаку српскиот јас замисли. Ти пишуваш на Да, српски? да, А пишувам падежите на бе, Јоце? Па се консултирам. Топката на Се главата. Топката на главата. На главата. Се консултирам со овој пат со Јелена Трифуновиќ, затоа што претходната пресна брига ми ја пишуваше таа и ете се пробав, сакав да видам кант автор на една. Сум бил и порано, ама сега сакав така во овој фазон што терам сега, сакав да имам нешто свое. Најдобриот гиф од српско зборување, знаеш кој ми е? А излези надвор, не можам да идам, зашто? Врне киша. Со Вики мислам дека убаво те најавивме, нели? Прекрасно. Убава пред почеток имаш убава најава. Штета што не ми собира Шанков толку многу луѓе, иначе сите... Штета што Вики ти гледаш. Штета што не сме заедно сите тука.
убаво ќе беше помеѓу две жени, ама. Са две плавуши. Нели, две плавуши. Србинкеве како реагираат на тебе? Уште ли се јоце? Коси кубат, знаеш, до граница има коси. Има. Тука гужва. До граница гужва. Се навикнали на цело ова менување во престартот во тоа кариера Македонија, Србија, Балканика со работката, сите тие. Секаде веќе, па добро, веќе ми стана, ми преде во навика, затоа што кога ќе се задржам повеќе од месец дена во една држава, веќе ми станува монотоно. Се научив така да патувам, таков сум и авантурист по природа и сакам да Со женска кога се задржиш повеќе од месец време исто ти е монотона? Добро, со женска не, ама со се останато да. Другиот новитет што ми го спомена е цел албум покрај песна и видеозапис, дури онака ме збуни дека вистина многу брзо работиш и многу вредна. Која наоѓаш енергијата и албумов? Како се планира? Што се планира? Сега го почнуваш? Не, готов е албумот. Планирам некаде крај на овој месец, значи на јануари или следниот февруари таму. Така? Значи до најкасно до почеток на пролета да биде веќе во продажба. Ќе видат и тие промоции Скопје, Загреб и Белград. Лајв промоции на албумот, значи со бенд големи. И барам тоа многу посвета, многу спремања, многу организации големи, ама ете имам луѓе кои барем за Србија и Хрватска ми помагаат и ми се дел од тимот таму, начело со Сашо Обрадовиќ, со мојот менаџер. И полесно ми е, барем кога станува збор за надвор од Македонија. Во Македонија се уште повеќе сам, иако имам тим луѓе кои ми помагаат, ама повеќе сам ги организирам. Ова фотографија убавиот постер најавава на крај последна бум ја бе. Стварно така ми пишуваше муабет човекот, кога ми вика ја имам ова. Му јакам јуца онака бе да седнеме на шанг и направиме. Чекај. Добро ме фати го фати, да, на сите страни. Да, па возев кога ти ги пуштав информациите и тоа е новогодишно CD кој веќе е во продажба. Ми се допадна умото да ти кажам, да. Слика, добре. Да, па вадат така City Records, бидејќи ми матична куќа, вадат 2 пати годишно нивни компилации, што они според нив и според сите, не знам на кој начин, дали од радиостаниците, дали од таму, од Србија како рангираат песните, еве сега се најде Бригаме се најде на таа компилација, The Best of City за 2016-2017 година. Така да со многу големи звезди, со многу добри хитови кои пројдоа и сум среќен што ете после Лажуте беше ставена на компилација пред можеби пола година. Сега ја Бригаме и Алобре исто, најновата песна. На друга комбинација City Men. Убава приказна да прави Лажуте, Бригаме, ало бре. Да, ало бре, да. Чекај бе, човек, јас сега ги речам човекот се сидна на шангова, него ни понуди да се напие од виново, вранец пиеме денеска. Можеше да не слушнеш со Вики веќе почнав, јас сум веќе на втората чаша. Да си ми жив и здрав. Добре ми дојде. Заедно. Ајде, да ми кажеш како ќе го бендисаш винцето. Мене многу бендисува, јас сакам вакво вино. Мириса на нешто убаво, до виното ли е до чаша? Сега ќе ти кажам, уште еднаш ќе ти кажам, еве ми го ливче овде. Јас си имам запишано, што пијам сакам да знам. Имаш арома на шумски плодови, зрнасто овошје, богат екстракт на мед, кадифен, завршок. Ај до завршокот. До завршокот ќе стигнем. Си љубител на вино? Сум. Си бил некогаш пијан за време на празници? Сум. Секогаш, скоро секогаш. Да? Скоро секогаш за празници. Да ги земаме табличките една игра да изиграме со тебе? Ајде. Може, спремен си? Сум. Си? Ајде. Никогаш не сум бил со две девојки во исто време. Јас со двајте дечкоци не сум бил. Ајде, Јуца, ајде. Не сум. Не си. Чекај, во исто време, во исти час или во исти ден? Тројка бе, Јуца. Тројка! Не сум. Не сум. Ајде сега кажи дали си бил во исто време. На дејтови со две да видиш. Тоа ми беше минус ствари прашањето, ама. Вака нека сватат сега, ќе видиме кај ќе застане. Никогаш не сум водел љубов на јавно место.
се зависи што е јавно место. Чекај само извини. Вики, гледаш колку сме покултурни со прашањата, ти реков Вики ми е да, мами, јас многу ја сакам. Гледаш, сега Јоце готов. Да, ете, ја слушнам и Вики, она е После репер. ова. Да, со дамите сум секогаш љубезна и фина. И со неа дека се дружиме, после она ми ги кажува сите работи што сакам да ги знам. Ти дека не си се јавил, морам вака. Аха. Да, од диско иде, у диско идеме бе, сега дека не можат гледачите да слушнат. Да дојдам од троје. Не, За никако. диско Само зборам. ја и Вики сме две плавуше. Никако. Јуце, никогаш не сум раскинал на девојка преку пеење во живо на настап. Јас не сум пејачка, не сум направила такво нешто. Не си? Никогаш девојка на настап не ми ги покажала градите. Ми не слушам и ми покажува на гради. Ти ма покажа на гради на настап, она кривање на мајца? Да. 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 Со која цел? Што сакаше девојче ја праша после? Па валда знае дека сакам гради многу. Дознала може би. Добре беа. Многу добри. Па Така. што се осмели да ги покаже, значи, Значи, ама ако е дебела гради не се рачуна дека има. како дебела. Тоа не си го слушнал, големи гради не важат ако си дебела. Тенка половина, Така? што викаме вака половина. Добра. И не беа силикони. Не беа силикони природни? Природни. Како приметува што е природно, што е силикон? Знам. Алергичен сум на силикон. Имав еден гостин Тарабунов, мислам дека беше вика пуеќе мрда, а тој е други беше. Океј, добри сме. Океј. Никогаш не сум бил пијан на работа. Сум. Ќе мрдам вака, ова се рачуна, не убаво. Добро, мојата работа е, Така? ако си трезен, Не смета при тоа. добро, пијан, зависи што значи пијан. Значи јас во принцип не пијам многу. Значи ама од 2 преку сила 3 виски сум малку во таа убавата фаза. Убавата половина. Убавата фаза. Така да поубаво ми е, поопуштен се чувствувам. Алкохолот не го практикувам многу, ама знае да го Виното смирува секогаш нервниот релаксира систем. и е добра, така, Да. за крв и за се. Никогаш, но си ги изгубив прашање. Црното вино навризгува крв, значи пази опасно. Да, црнот, што бри црното вино? Црното вино е добро за крвната слика. Па да. Ама и крвта ја Аха, и крвта. образува низ телото и кај машките. Никогаш не напишале грешка информација во пишан медиум за мене. Да. Значи не го краташ. Пишува. Не го краташ. Што пишале за Леле, тебе таа што информација, што пишале за леле, тебе што не е леле. неточно, еве нема да бидам нападна со прашање. Па не. Која стварно, информација била неточна за тебе во Не, медиумите? имало многу информација. Ете како таа што ја спомна. Стварно тоа е Зоки За- Фаци треба да Да, за човекот многу што еве навистина едно време многу одеше со тие шпекулации, со таа Тоа беше запатанци, грешка и информација. Тоа беше, да, Друго? тоа беше навистина бев на операција на коленот затоа што сум фудбалер, бивши. не е дека до колено, И него беше операција на колено. Зоки, како што си е мрднат, како што го Господ, вика, јас ќе напишам нешто, ќе видиш што. Викам, немојте, молам ја, под анестезии, викам те, истиот ден, кога излегов од операционна сала, не, ќе прочиташ, ми праќа линк, джави. А не бевте договорени за тоа? Дека, не, ќе напишам нешто, ќе видиш дека нешто си кратал, дека си прави, викам, немој ќе те убивам, претпоставував дека нешто такво ќе види. Така. Ама на крај викам добро, што напише дека сум кратал, немој да напишал дека сум додал. Тоа е опасно. Еден краток джингл сега мора да пуштиме и ќе се вратиме со Јуце во студио да го заокружиме интервјуто. And jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Јуце, секогаш што ти има многу муавет за правење, тоа е нешто неверојатно. Меѓутоа веќе се договоривме и со Вики се договорив, правиме уште по една емисија која ќе биде ван празничната атмосфера и еуфорија, за да можеме да се кажеме се што имаме да се кажеме, договорено? Сега само што се разборе. Зошто? Па само што се разборе. Јас се разболев го слушнам, не пијам веќе, тргнете го ова. А нема да те прашувам дали сакаш нешто дополнително ми кажеш, освен ако не е поврзано на професионално поле, бидејќи не чека пукање на шампајнско и на здравување за празниците, но на професионално поле, дали остана нешто што сакаш да го принесеш до гледачите, да се спремат и да бидат во очекување? Па тоа е. Значи албумот е пред се сега што ми е приоритет и на што работам, на албумот значи има многу песни, сите тие песни некои имаат веќе видеозаписи, некои ќе добијат на самата промоција на албумот видеозапис. Од прилика тоа е. Настапите
како и до сега, нон-стоп. Да, може да те Насекаде- видат каде насекаде, си, што си, буквално. окридјаните знаат, веќе добро. Насекаде, буквално. Така. Буквално насекаде из сите бивши простори, би рекол. Не знам, ако почнам да зборам многу ќе... А ние се тесни со време. Кратко и сладко беше, ти благодарам и ајде да Јуце ќе го отвара шампањското, дами и господа, останете овде. Ајде. Као Шумахер, а? Океј, ајде. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Полека Јуце, негово уку треси. Ајде, растресен. Ова е скувин пенливо. Пенливо е? Да, традиционална метода. Сви сме поради традиционалното кај мене веќе. Ама чекај, прво пред да го тресеш, јас морам подароци да ви дајдам пред да го тресеш. Аха, ајде, јас ќе го тресам. Не гледаат деца, окей сме. Морам подароци да ви подавам. Држи го ова моја микрофонче. Многу малечко ти е. В срце. Мала сум јас. Мојата најубава гостинка, извини вака, ама ше убава. Жените имат предност. Да. Стварно е убаво. Пан принт за тебе едно убаво Фала пакетче. многу. Може да си провериш натре Фала што се многу. имат направено. Вау. Пан принт ни го средува студиото. Држи го Јуце кај устата ти реков. Баш ми фалеше тефтерче. Кај устата ти реков. Ова е кафенца, затоа што ти треба сила и енергија. И кај ми се презервативите на девојчева да му даеме презервативи? Ки треба да. Режија! Дали некој ќе ми подаде? Ова сече. Ова не го сечеме како сечење. Сега ќе ги донесат презервативи. Ти пустам на кутија ги чуваме. За да не ми ги украдате. Да не снема случајно. Стварно бе, човече, браво, браво. Види браво. така Јуце. Браво. Охо. Така бе, па празници Витичка. се ближат. Кафенце, цела кутија, цело торбиче. Ќе си го поделиме. Презервативи се не лажи кафе. кој е Чекај да видам штиклава за тебе. Да газиш и да ми се чуваш. И чадор. Тоа што се отвара како Зашто чадор. чадор? Па како чадор. Јуце, ајде Да, Не јас знае- не знам не дека знае што ваква значи емисија чадор, има девојчево. Не знаеш што значи за Јуце ексклузив. Еве срце. Формула. И чадор, вајде ако чадор се отвара и кај тебе. Кај мене? Не знам се како иде. И кафенца. Еве ти цело кесенце, да не видите како лажам, за тебе цело кесенце кафенце се. Браво. Салеп има? Не. Имаш капучино, имаш ова кафево делукс, многу е убаво. Пан принт и спремија календарчиња, шоличкава, само шоличкава да ја видите како е ова, кај Вики ставивме исто такво. Тефтерче да пишеш, ова се може долу, само ова само за пред камера, после ќе си ги земам. Ти си ги земи? Ти А да си ги ова е пусти за вака да ги дамата, даваш, ги добри. од убаво винце што го пиеме. Овели Вики. И за Јуце ќе дадеме едно вакво кесенце. Јас нема до кога да се однесам вака со Ја ќе ти подароци помогнам, ако ти е полека. тешко вино, ќе го средиме одма по пат натаму. И ова чекај, сега да не туринеш ништо. Може, Јоце, ајде. Пукај. Извади. Да го извадам? Не, ајде. Ајде да знам. Ја да сидам, може? Седи. Само немој на камери, нека Вики. Не ќе да ме прскат. Алкохол. Момент. Не можам. Добра, чекаме. Оу! Ама пукна! Сега спаси в глава. Дамите Чекај прво. бе, па сега. Значи сепак сум Еве, кавале, повели. Као. така е. Тоа да и докажам на Вики. Вака секогаш јако е... Дека пука, дека прска. Секогаш вака јако Да. кај тебе или? Секогаш. Ова е најслабо Отварањето што... на шампањското, Ова е најслабо што би пукнало Дами и да господа, се- отварањето на шампањското, не знам сега што Тебе? помисливте. Вики Не, се не, откажа. ова е најслабо што ми пукнало до сега, ова, да знаеш. Уште важи поканата да ме носиш у град после ова? Или не ме познаваш? Ајде. Те прстав не? За... Знам дека не. Сега веќе да бидеме малку сериозни, дека ова е убав најголем христијански празник. После сите шеги. И па чекай тоа што ви Да. добите пред да спомнеш ово. Да, дека е голем христијански празник Да. и ги собра одма. Да. Ајде, да сме живи и здрави. Ви благодарам што сте заедно со мене овдека на шанкот. Викичка, штом ќе има нешто ново. Одма се јавуваш и ми кажуваш. Нема проблем. Ќе прославиме Доаѓам. вака. И прославуваме. Јоце исто и кај Само тебе. Јоцен без шампањ да дојде.
Многу јако го пукаш. Многу јако. И пак да се навратиме на најголемиот христијански празник. Бидете малку сериозни. Да. Не, значи за празниците да бидете со луѓето што ги сакате и вие двајца да бидете среќни, успешни Ние двајца за празници сме среќни. со луѓето што ги сакате. Да. Обавезно, значи обавезно прва работа ново од вас да слушнам, не јас да барам тука по интернет да читам, па после да ми кажувате. Јоца така ми прави, ти не ми правиш така, знам. Вики ми кажува, ти така ми Секојаш правиш. против праќате, нели? Вики е Признај, пуфер, ама. признај. Други работи може да се разбирам, ака не. Остане ли нешто што не споделивме? Под моја страна не знам, веќе многу работи споделивме. Некоја порака до нашите гледачи од тебе, што сакаш да им порачаш? Им посакувам убав помин на празниците, исто така и стара нова година убава да си ја поминат, да уживаат со семејството, да уживаат со пријателите, да пијат квалитетен шампањ. И вино нормално. И вино така. секако, македонско производство и едноставно да бидат среќни. И да се видиме пак. И да се видиме сите заедно, да. Твојата порака, Јоце, што ќе биде? Истата како Вики што Ја кажа. не копирај Вики. Да, истата, па да не повторам се, навистина да бидат среќни, тоа е пред се најважно. Да дишеме чист воздух. Се надевам дека ќе дишеме чист воздух од 2017 година и тоа е важно, и да пукаме добри шампањи. Да сме живи и здрави. Моја Македонија, уште малце до самиот крај, неколку минутки, ама ова беа најдобрите гости за 2017-та. Вака се почнува годината. How you feeling? Happy. Tell me how you feeling? Happy. We about to do this cause we happy, 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 happy. Deluxe. I'm alone if you Is it minute? happiness is the truth. Because I'm alone if you know it. Happiness is a you. No, no. I'm alone if you feel like. Елит за мали и големи. Вистинско кафе за вистинско уживање. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Па, драги мои, беше навистина весело во студиото и благодарам на моите преубави гости. Не знам веќе дали со шампајн или со вино да се одјавам, што и да одберам од моите пријатели е одличен вкус. Сепак јас ќе се задржам сега некако на виново, шампањот ќе го довршиме тука кога ќе се изгасат камерите, затоа што празнично сме расположени. Но пред да завршиме морам да ве потсетам дека во новата 2017 година би било убаво да влезете насмејани со убава насмевка. За убава насмевка имате моите пријатели кои ви нудат на 2 места во Македонија каде можете да ги средите вашите заби и вашата насмевка да блеска. Освен вашите забчиња, можете да направите полна устна со многу волумен, место да се мачите на вашите фотографии со. Можете да си направите устна. Јас уште немам направено, се спремам. Чекам попуст. Уште малку ќе ги порекламирам, па ќе видам. Се шегувам. Цените се пристапни за сите, а услугата е професионална и на врвно ниво. Па мислам дека ги поздравив сите мои пријатели и ми остана на крај пан френд за овие убави подаръци, ова убаво студио да си го поздравам и да го побарате ако исто така ви е потребна фотографија од вашата сакана сопруга да си ставите во спална, дека како не ви е доста по дома што ја гледате цело време што спална да ви виси, ама ако има добри гради, зошто да не? Да шегувам. Ајде сега веќе сериозно. Ви ги честитам празниците, ве гушкам, ве сакам, ви благодарам што сте со нас и нека 2017 година да биде уште поуспешна и да се бидеме секогаш насмејани и обкружени со луѓе кои не сакат и да имаме многу пари. Без пари ништо не правиме. Македонија, останете убави, здрави, насмејани, останете. Останете на шанг во секое време. Јас навистина морам да се одивам, гостите ме чекаат, ние веќе продолжуваме со пост емисија новогодишно празнично славење, веќе не знам како да го кажам. Не е новогодишно, ама стара нова година ни е пред прагот. Ве сакам.